3 од 4 бегалски кампови што повторно ќе бидат отворени во Грција се наоѓаат околу главниот град на Атина, додека четвртиот камп се наоѓа во близина на езерото Волви, околу 40 километри источно од Солун. Околу 60 мали шатори се поставени во кампот за бегалци во близината на езерото Волви. Според локалниот жител Костас, кампот бил изграден во 2016 година, но затворен за помалку од една година поради рудиментираните објекти во логорот. Четирите бегалски кампови ќе бидат ставени во функција за една недела и ќе можат да примат околу 1500 бегалци. Грција и Италија се обично првото пристаниште за влез на бегалци од Средниот Исток и Северна Африка, бидејќи се наоѓаат на Средоземното море. Италија неодамна ја зајакна контролата над крајбрежната област за да ги спречи мигрантите да дојдат до незините брегови. Во меѓувреме бројот на мигранти расте и во Босна и Херцеговина. Станува збор за нов миграцијски пат кон Западна Европа, формиран по затварањето на така наречената Балканска рута во 2015 година. Сега мигрантите кои пристигнале во Грција одат преку Албанија и Црна Гора во Босна и Херцеговина. Таму тие се надеваат дека ќе влезат во Хрватска, земја членка на Европската унија, па понатаму во Словенија. We try again because since 3 months we try and 2 times the Croatian police catch and back deported from Bosnia and 2 times Slovenia police catch him and back. Yes, the number of people is growing. The last time I was here was in May, and at the moment I would say there are twice as much people. And of course it continues to grow because most European Union countries close their borders, so people are somehow stuck here. Во Велика Кладуша во моментов има околу 3000 мигранти, од кои само околу 600 од нив имаат засолниште во импровизиран камп за бегалци во предградието.